Drago mi je da vas upoznam. Znači, ide govor BMW-a, onda ćemo napraviti samo. Googled a little bit, and at this time of the day. So why should we actually change this? Ви благодарам. Сите ние сме малечки држави во регионот, поготово ние како Македонија сме една од помалечките, и само комуникацијата помеѓу државите и добрата соработка во регионот може да вроди со плод. Македонија ќе биде посветена на таа соработка, Македонија ќе биде максимално отворена држава да гаи добрососедски односи со сите соседи без исклучок, посебно со соседните држави, а секако и со целата меѓународна заедница. Ние мислам дека покажавме дека овие 4 месеци сме посветени на тој правец и дека сме посветени на добрата соработка со сите. Но добрата соработка е само една рамка која што треба да биде искористена за економијата. А комуникациите и подвижноста или e-mobility е само еден дел од целата таа слика. Јас не сакам да ги прерипуваме лекциите, бидејќи научени сме така дека лекциите не треба да се прерипуваат во училиштето. E-mobility е последната лекција. Ние мислам дека треба да се вратиме неколку чекори наназад. Прво, ние мораме да изградиме добра инфраструктура. Ние не можеме да зборуваме за e-mobility ако имаме два соседни града во две соседни држави кои што се на 250 километри далечина, а ние патуваме по 5 часа до таму. Мислам на Софија и Тирана. Значи, ако ние треба да една дистанца од 250 километра поминеме за 5 часа, тогаш имате проблем. Ако треба со една Босна да патувате со автомобил 12 часа преку 3 држави, а да притоа немате авионска линија, ние повторно не можеме да зборуваме за e-mobility, бидејќи основните лекции не сме ги научиле. Треба да се вратиме на нив. Прво и основно, како влада ќе бидеме посветени да изградиме добра инфраструктура, да бидеме подобро поврзани со сите соседи и да креираме линии кои што ќе не поврзуваат пред се во регионот, а после пошироко. Бидејќи секогаш треба да сакате да имате добри соседи, ама треба да мислите како и вие да бидете добар сосед за вашите соседи. А тоа можете да го направите само ако повеќе комуницирате, ако повеќе се дружите, а основа за тоа е да имате можност побрзо да патувате и побрзо да разменувате информации, а и секако роба. Видете, значи практично капацитетот на една влада, а јас ќе се задржам покасно и конкретно на темата за која што сега зборуваме, е да се грижи за неколку работи. Да се грижи за креирање на економски политики, а не да прави конкуренција на реалната економија, да се грижи за стварање на инфраструктура, за што сега управо зборувам, и да се грижи за стварање или за одржување на енергетска стабилност на една држава. И ние како Македонија апсолутно сме свесни за состојбата и апсолутно сме свесни како влада што треба да се прави во тој правец. Но јас сакам да ви обрнам внимание на еден друг аспект кој што никој не го спомна во претходните излагања. А тоа е аспектот на енергетиката. Како енергетиката е сега поврзана со ова? Значи, да, точна е констатацијата дека електричните возила трошат 30-40% од потрошувачката на дизел или бензинските возила. Но тие сепак трошат. И трошат електрична енергија. И сега видите кој ќе биде стимулот на луѓето да купат електрично возило покрај ниската, значи имате почетна висока цена, ама имате ниска цена на експлоатација и користење. Али таа цена ќе биде уште пониска ако вие тоа го правите во вечерните часови. И во главно тоа и ќе се прави. Возилата ќе се полнат во вечерните часови. И сакам да дојдам до поентата како тоа ќе влие врз енергетиката. Вие денеска имате голема разлика во цените на електрична енергија помеѓу дневна и ноќна тарифа. Зошто? Заради тоа што ноќна време нема кој да ја троши електричната енергија, а термоелектраните и базните електрани нема како да намалат свое производство. Па затоа тие ја спуштаат цената само за таа да се продаде. Но кога ќе дојде e-mobility и кога сите возила
ќе бидат, или најголемиот дел од возилата ќе бидат електрични и сите тие ќе консумираат електрична енергија во текот на ноќните часови. Можете ли да замислите каков тоа ефект ќе има врз електроенергетиката, каде што диаграмот на потрошувачка на електрична енергија ќе се испегла во текот на денот, ќе се намалат пиковите и ќе има позитивно влијание врз целиот енергетски систем и врз неговата стабилност. Ова се аспекти дополнителни или странични аспекти на оваа работа за која што сите ние мораме да бидеме свесни. Бидејќи вкупната потрошувачка на електрична енергија ќе се зголеми, ама исто така треба да бидеме свесни дека таа треба и дополнително да се произведе. Па сега како е тоа поврзано со обновливите извори на енергија? И те како поврзано? Многу блиско поврзано. Па вие кога имате ветерни електрани, каде што немате каде да ја продадете електричната енергија, бидејќи во еден момент кога ќе дувне ветера, тоа е непредвидливо баш точно колку ќе биде, вие не можете во тој момент да ги исклучите термоелектраните за да како да кажам, ветерните електрани ја абсорбирате електричната енергија од ветерните електрани. И тука треба да се појави некој клиент кој што таа електрична енергија ќе ја потроши. Возилата се идеален клиент преку така наречените смарт нетворк. Што значи смарт нетворк? Смарт нетворк значи вие кога ќе одите на работа, ќе го паркирате вашето возило, или кога ќе одите дома вечер, ќе го паркирате вашето електрично возило и ќе го уклучите во струја со така наречената смарт нетворк, и сега ќе му дадете право на тој што ве снабдува со електрична енергија, и сега тука доаѓаме до либерализацијата на пазарот. Ќе му дадете право на тој што ве снабдува со електрична енергија, тој да одлучи кога да ве уклучи да се полни вашата кола, а тој ќе одлучи врз база на тоа колку ќе има вишок енергија во системот.